моноетничка влада, а во овие 20 години вие владеевте и со нашата политичка партија бевте на власт, но тогаш ништо не ви сметаше и за жал ова година започна многу чудно. Од партија која што бевте зелена партија, Европски фронт, одма почнавте да зборувате за поделби, почнавте да зборувате за сегрегација, одма штом вие паднавте од функции и паднавте од власт. И не ме чуди утре да зборувате повторно и за глобално затоплување, а во тоа ваше владење ги селивте над 100.000 албанци. Моите пријатели од Струга претежно живеат во западноевропските земји, најзагаден град е Тетово и Кичево, нема чиста вода за пиење, иако 20 години ваш беше министер за животна средина, но за тоа не сакате да зборувате. Кога зборувате моноетничка влада, зошто не зборувате за тоа дека оваа влада вложи 35 милиони евра за изградба на нов кампус во Универзитетот Мајка Тереза, за развој на високото образование на албанците, додека вие вложувавте со крадените пари на народот во Универзитетот на поцрнетиот Рамиз Мерко, за да вадите дипломи за вашите функционери, за да ги ставате на функција. Оваа влада ја започна изградбата на автопатот Букојчани-Гостивар, понатака ја забрза изградбата на автопатот Кичево-Струга, која што користиме сите ние кои што поминуваме на тој пат. Ја зголеми пензијата на сите пензионери, без разлика на етничката припадност, за 2500 денари и сега за уште 2500 денари. Подели енормен број, најголем број субвенции досега во земјоделието, без да прави било каква етничка поделба. И вие, колешке, не ги носите албанците во джеп, за да кажувате за нив како да се некој предмет, дека вие имате легитимитет, а некој друг нема легитимитет. Легитимитетот во оваа држава го дава народот, а вие, за жал, продолжувате да го браните криминалот, кога овде вака за ова столче седеше еден друг човек и ставаше закони со европско знаменце на законите за игри на среќа, за да можат преку лотарија на Македонија да крадат, да го пустошуваат народот, и поради тоа и поради тие ваши политики народот вас ве казни, после 20 години ви испрати во опозиција. И мене многу ми е мило за тоа, затоа што 20 години си живувавте врз маката на честниот македонски, албански народ и сите народи кои што живеат во Република Македонија, и во Република Македонија веќе нема место за да владеат криминалци. И секој оној кој што се огрешил пред законот, да, ќе одговара и ќе оди во затвор, вклучително и сите ваши функционери. Нема да биде исто како до сега. Благодарам.